Во Полошкиот регион ќе биде пошумена површина од 38 хектари. Акцијата започна денеска на локација на селото Боговиње, при што беа засадени 20.000 садници. Во неа беа вклучени ученици од локалните основни училишта, со цел да се подигне свеста и да ги развива позитивните навики кај нив од најмала возраст. Ние сме сите свесни дека климатски промени е вистина, се happens, како се вика тоа, Довен? Се чуваат. Тоа значи дека ќе имаме поплави, ќе имаме други несреќени, заради тоа е битно ние да бидеме тука за шумарство, да заедно со наши млади, и дека тие, ние збориме за еднина на тие, не само на нашата. Значи се работи за покривање на простор од 6 хектари со околу 20.000 садници на овој простор. Амбасадорката на Швајцарија, Вероник Улман, упати порака дека преку пошумувањето треба да помогнеме во зачувување на природата. Додека постојаниот представник на UNDP, Армен Григоријан, истакна дека борбата со сечата на дрвја е дел и од многу политички кампањи во светот. Значи знаеме дека со климатските промени ќе имаме се повеќе и повеќе поплави, пожари и други несреќи, и прашањето е што можеме да направиме ние за да ја заштитиме природата, за да им оставиме една подобро наследство на генерациите што доаѓаат во иднина. Се разбира дека решението на овие проблеми е комплексно, не е лесно, е сложено, меѓутоа мислиме дека преку овие активности кои што ги превземаме, преку пошумувањето кој што може да се направи во овој дел тука, ние можеме да помогнеме да се спречат таквите непогоди, таквите случувања и за да се заштити овој дел тука, а и селата кои што се наоѓаат испод нас. UNDP има искуство не само во земјата, туку и во регионот, во однос на пошумувањето и намалувањето на ризиците од временските непогоди. И ова не е само еколошко прашање, туку и важно политичко прашање. Значи, ако можеби сте ја проследиле претседателската трка за изборите за претседател во Бразил, можеби сте виделе дека едно од клучните прашања кои што таму се дискутираше за време на кампањата беше спречувањето на сечењата на дрва во реката Амазон. Акцијата е во рамки на проектот за подобрување на отпорноста на поплави во Полошкиот регион, финансиран од швајцарската влада, а имплементиран од Програмата за животна средина на Обединетите нации и Министерството за животна средина и просторно планирање.